Вечерашнава документарна вечер, драги гледачи, насловена како Светци и светлини, ќе содржи два дела. Во првиот ќе зборуваме за култот кон светецот Свети Никола, кој многу верници вечерва го прославуваат, а во вториот дел ќе ви ја емитуваме репортажата под наслов Светлините на Охрид. Меѓу култните светци што македонскиот народ ги празнува со поголеми свечености, со домашни служби, селски собири и така натаму, секако спаѓа и Свети Николај, архиепископ Мирликиски, чудотворец. Тоа е разбирливо ако се има предвид дека Свети Никола е еден од столбовите на христијанството, учесник на првиот Вселенски собир во Никеја во 325 година и еден од најголемите борци против ересите во христијанството и за вистинското православие. Тој е застапен и во македонските народни умотворби, како во поетските, во народните песни, така и во прозните народни умотворби. Нашиот народ празнува два празници поврзани со Свети Никола, тоа е зимскиот Свети Никола, кој што се празнува на 19 декември, и летниот Свети Никола, празник во спомен на пренесувањето на светите мошти на Свети Никола од Мир во Бари во Италија. Тоа е празник што се празнува на 22 мај, познат како летен Свети Никола. Свети Никола е роден во градот Патара, во областа Ликија во Мала Азија, и уште како дете бил воспитуван во христијански дух, бил даден да се образува, а неговиот стрико, кој исто така се викал Никола и кој бил епископ во градот Мир, ги замолил родителите на малиот Никола тогаш да го посветат на црквата и тој бил даден во црквата, бил замонашен. Подоцна, кога неговиот стрико починал, кога стариот епископ починал, младиот Никола бил избран за епископ во градот Патара. При ракоположувањето на малиот Никола тогаш за презвитер, неговиот стрико исполнет со пророчки дух, извикал: "Браќа, јас гледам ново сонце што изгрева над земјата и ветува утеха за сите страдалници. Блажено е стадото што ќе го има за пастир, зашто тој ќе ги приведе кон вистината заблудените овци, ќе ги пасе на пасиштето на благочестието и ќе биде помошник на сите страдалници." Овие пророчки зборови на епископот се оствариле, зашто идниот архиепископ Мирликиски навистина се покажал како човек кој се борел за не само за вистинското православие, туку кој ги заштитувал обесправените, болните, ги посетувал затворениците, ги помагал сиромасите и сите на кои што им требало помош.
кога во градот Мир починал архиепископот Јован, епископите биле собрани во црквата и чекале Божји знак за да изберат нов архиепископ. Тогаш во градот по Божјо привидение пристигнал Никола, кој што по одмарањето рано утрото се упатил во црквата за да ги слуша утринските молитви. Меѓутоа, еден од епископите имал видение, ноќта му се јавил Господ кој му кажал дека првиот човек што ќе дојде во црквата треба да биде избран за архиепископ и тој ќе се вика Никола. Кога Никола дошол во храмот, бил прашан за името, а потоа бил однесен од тој човек што имал видение пред епископите и така по Божјо провидение Никола станал архиепископ на областа на црквата на областа на градот Мир во областа Ликија, архиепископ Мирликиски. Тој се истакнал со тоа што ги помагал болните, ги помагал сиромасите. Во неговото житие стои дека кога еден богат граѓанин на градот Мир осиромашил и бидејќи не бил научен да се бори со сиромаштијата, западнал во големо искушение, бил спремен дури да ја жртвува честа на своите 3 ќерки за да може да дојде до средства да ги омажи. Меѓутоа тогаш Никола не му се јавувал, туку ноќе низ прозорот му фрлал по едно ќесе пари, тоа се повторило 3 пати и воопшто не му се јавувал. Меѓутоа најпосле третиот пат човекот го открил епископот и кога го прашал зошто не му се јавува, тој рекол дека за добрите дела не треба да се бара признание или слава, туку тие треба да се направа затоа што е тоа волја Господова. За време на големите прогони на христијанството, особено за време на императорот Диоклецијан и Свети Николај, архиепископ Мирликиски, настрадал извесен период, поминал во затвор. Меѓутоа, со доаѓањето на Свети Константин Велики, кога христијанската вера била призната, кога идолските храмови биле срушени и биле градени цркви, и Свети Никола повторно бил вратен на архиепископскиот престол во градот Мир. Во 325 година царот Константин го свикал првиот Вселенски собир во Никеја поради ереста што се јавила од страна на еден епископ по име Ари, кој проповедал друго учење, различно од вистинското православие, кој на Исус Христос му го одрекувал Божјото и поради други потреби на црквата, имено празникот Великден во различни цркви се празнувал на различни датуми, поради тоа царот Константин го свикал овај собир во Никеја, на кој присуствувале 318 свети отци. Во одбрана на вистинското православие, покрај Свети Василий
велики покрај Свети Григорий, покрај Свети Атанаси велики се истакнал и Свети Никола, кој што во една кавга со еретикот му удрил шлаканица, поради што од присутните на собирот бил отстранет за извесен период, но кога некои од светите отци имале видение, кога виделе од едната страна на Свети Никола стоел Господ со Евангелието, а од другата страна Богородица со омфор, сватиле дека тоа е Божја волја и Свети Никола повторно бил вратен на собирот и повторно му бил вратен црковниот чин, со што се покажало дека еретикот Арие навистина проповеда ерес, поради што тој бил отстранет од црквата за извесен период. Значи, како еден од големите столбови на христијанството, борец за вистинското православие, Свети Никола останал до крајот на животот и не е чудно што тој е толку почитуван во христијанската религија. Во житието на Свети Никола се раскажува дека тој многу често ги помагал сиромасите, болните, затворениците, но и неправедно осудените. Се раскажува дека кога еден број војници биле испратени да смират бунт во некоја област, по една бура на морето тие излегле во близина на градот Мир, каде што почнале да го ограбуваат населението, поради што дошло до големи немири. Тогаш Свети Никола пошол кај нив и ги убедил да прекинат со таквото напаѓање на населението, но во тоа време кај него дошле гласници кои му соопштиле дека во градот по наредба на градоначалникот, тројца граѓани кои што биле праведни, биле наклеветени и требало да бидат екзекутирани од страна на джелатите. Тие гласници му рекле дека да бил тој тамо, немало тоа да се случи. Тогаш Свети Никола се упатил во градот, каде што бил собран народот и самиот на джелатот му го одзел мечот, а на неправедно осудените им ги симнал оковите. Тогаш градоначалникот почнал да се оправдува и да бара прошка од архиепископот, но Свети Никола е познат и по други добри дела што ги правел на народот. За време на патувањето ја смирил бурата која што му се заканувала на бродот да биде потопен, а еден морнар кој што настрадал при паѓањето од јарболот го воскреснал. Свети Никола останал запаметен како заштитник на морнарите, на патниците, особено на оние што патуваат по море, и поради тоа останало забележано дека бродовите на тој ден застанувале во морињата, не пловеле, го празнувале празникот на големиот светител. Архиепископот Свети Николај Мирликиски чудотворец починал на денешен ден, 343 година, во длабока старост,
и тоа е празникот што го празнуваме како Свети Никола Зимски. Со неговото име поврзан и празникот Свети Никола Летен, што се празнува на 22 мај. Тоа е во спомен на пренесувањето на светите мошти на архиепископот од градот Мир во Бари во Италија. Имено во 1087 година, по освојувањето на градот Мир од страна на турците и по намалувањето на бројот на христијанското население во овој град, светителот му се јавил на еден од италијанските морнари од Бари, имал видение со кое светителот барал неговите мошти да бидат пренесени од Мир во Италија. Во тоа време овај дел од Јужна Италија бил православен и моштите биле, кога италијанските морнари пристигнале во Мир, местното население не сакало да ги даде, меѓутоа по неколку дневни преговори тие се согласиле. Италијанските морнари ги зеле моштите, а со нив патувале и двајца монаси од црквата во Мир. Пристигнале на 22 мај во Бари, во Италија, биле свечено пречекани од местното население и таа година, 1087, започнал да се гради големиот храм, во кој и сега почиваат светите мошти на Свети Николај Мирликиски. Храмот бил изграден за неколку децении и споменот за Свети Николај е познат, почитуван, култот е раширен не само меѓу православното, туку и меѓу католичкото население, а го почитуваат и другите вери, например, го почитувале и турците, кои што го викале Адар Баба, што значи јадар или голем татко. Како светител, чиј култ е широко распространет во Македонија, Свети Никола нашол место и во македонските народни умотворби. Во една песна од зборникот на Миладиновци се пее како светците ги делеле функциите или должностите меѓу себе, при што Свети Јован го зел кумството и побратимството, Свети Илија летните дождови грмотевици, Свети Петар клучот од рајот, а Свети Никола водите, за Свети Никола се пее на Свети Никола што му паднало му води и бродови, му падна геми и поморе, он да имат, он да и повелят. И во една песна од зборникот на Панчо Михајлов се пее дека Свети Никола градел цркви и манастири. Цркви гради стар Свети Никола, градил ги од сребро и злато. А кога среброто и златото не му достигнале, тој со патерицата удрил на Белото море и тоа се расцепило, а таму нашол една златна рибка, која што сакал да ја искористи за изградба на манастирот, а кога таа го замолила да ја пушти, ветувајќи му дека ќе му даде бесценети камења, тој одговара сребро, злато, цркви ќе дограда,
бесцен камен у олтар ќе става, тебе рибке курбан ќе те колам. И во други народни песни се пее за Свети Никола. Неговото име, неговиот лик го среќаваме и во прозните народни умотворби. Например, во една приказна од Кичевско, што ја запишал јеромонакот Јосиф од Кичевскиот манастир Пречиста, се раскажува зошто Свети Никола има два празници. Имено некои го наклеветиле пред Господа, зошто да е толку популарен, зошто да има два празници, а Господ тогаш ги испратил ангелите да го доведат. Откако тие го барале по небото и по земјата и не можеле да го најдат, го виделе како во морето крепи еден брод што потонува и откако го извел бродот на копното, отишол пред Господа, а Господ, покажувајќи им на другите, рекол: еве зошто Свети Никола има два празници, затоа што ги заслужил, а тие што ги кодошеле пак биле казнети да им се празнува празникот еднаш на 4 години. Тоа е оние што се празнува на 29 февруари на секоја престапна година. Нашиот народ ги празнува празниците на Свети Никола, и зимскиот и летниот празник. Зимскиот празник е поврзан со домашни слави, со светење на куќата, со пеење на лебот, со домашни служби. А летниот празник повеќе е поврзан со селски собири, со заеднички прослави. И денес, како и во минатото, во Македонија се градат многу храмови кои што се посветени на големиот христијански светител Свети Никола, и секако тој спаѓа во светците што најповеќе се празнуваат во Македонија. Од храмовите посветени на неговото име секако треба да се споменат храмот Свети Никола во Штип, Свети Никола Шишевски во Матка, кој што е од постарите храмови во Македонија, уште од 14 век, поврзан со името на Марко Крале, во близина на храмот на Свети Андреја, што е Свети Андреја Правоповикан, што е изграден од страна на братот на кралот Марко, Андрејаш, и е граден во време на Косовската битка според историските сознанија. Цркви и манастири поврзани со името на Свети Никола се уште се градат меѓу нашиот народ, што зборува за длабоката религиозност на нашиот народ и големата приврзаност кон христијанската црква.
тие предновогодишни денови кога многу дедомразовци ги имаат окупирано плоштадите на нашите градови и се присутни и на медиумите многу често, треба да се подсетиме дека има тврдење дека за ликот на Дедо Мраз е земен токму ликот на Свети Никола архиепископ Мирликиски, поради повеќе причини. Една од тие е што Свети Никола навистина со косата и брадата, како што е опишано некои житија, имал бела како снег брада и коса, со голема брада личел на сегашниот Дедо Мраз, па од тука е земен тој лик, но и Свети Никола со својата добрина, со помагањето на сиромасите, со помагањето на затворениците, болните, со тоа што на сиромасите низ прозорот им фрлал пари и средства за живот, мислам дека како лик бил погоден да онај лик што му требал, што им требал за оформување на ликот на Дедо Мраз, токму Свети Никола да биде прототип за тоа. Од вечерва, драги гледачи, се надевам дека ќе знаете нешто повеќе за Свети Никола, еден од најзначајните столбови на христијанската црква. Во продолжение на документарнова вечер, ви предлагам да ја проследите патеписната белешка под наслов Светлините на Охрид. Кога започнав да ја работам серијата места што сум ги видел, знакови што нема да ги заборавам, се колебав дали Охрид да биде првиот символ и првиот знак што треба највисоко да стои во овој циклус. Си велев дека моето видување можеби ќе биде само преповторување. Кога влегов во неговата суштина, сватив дека јас сум дел од овој град, а тој е дел од сите нас. Со таква мисла го започнувам овој запис, шетајќи една приквечер крај Охридското езеро, кое влегло во науката како музеј на живи фосили или, како што велат некои, како најголем старец на Европа. Оваа камена поема ќе ја започнеме пропуштајќи го нашиот дух низ горнапорта, низ напластените времења на историјата, слегувајќи по басамаците на човечката цивилизација и од гордост што и припаѓаме на таа култура, качувајќи се до небесните височини. И каде најпрви након не на плаошник, тој символ на македонското препознавање, таа градителска симфонија создадена од камени и свети звуци, во која највозвишено звучи библиската изрека за љубовта, вербата и надежта. Каде најпрви, ако не тука, каде почиваат дел од коските на патронот и глава на Македонската православна црква, Свети Климент Охридски, ако не тука, среде овие свети места од кои се ширела духовната култура меѓу словенските народи. Ова Свети Климентово светилиште изградено на темелите на старата црква да служи за пример и патоказ дека тука бил првиот словенски универзитет, дека тука се воздигнувала љубовта кон Бога, дека тука доаѓал народот да биде подучуван на она што е земен живот, дека тука Свети Климентовото слово имало тежина на догма и дека од тука младите теолози излегувале со озарени лица и го осветлувале патот низ средновековната темнина. Обновениот плавошник, плакнат од водите на езерото, повторно се издигнува како вертикала што го поврзува минатото и сегашноста, повторно станува знак на македонската цивилизација, повторно ги отвора портите на неговата светост, повторно ги слуша молитвите на верниците кои тука се молат за малку среќа, берејќи здравје. Се чувствуваме за современици на оваа градителска убавица, обновена сега, додека сме се уште живи. Може би некогаш во иднината, кога нашите потомци ќе се подсетат на нас, ќе речат живееја кога се градеше плавошник.
Со ова здание се остварија визиите на сите што мислат подалеку од прагот и повисоко од плото. Остануваме во истиот историски период, времето на Самуил, кога во овој град духовната одела рамо до рамо со војничката моќ. И тука среде овие Самуилови тврдини се сретнав со познатиот археолог Баско Кузман. Имав впечаток како да се сретнав самиот со себе. Разговаравме за средниот век, за времето на Самуил, за Византија. Дојдовме до заеднички заклучок дека сепак јас и тој сме антички македонци. Моćните владетели граделе и моćни тврдини, а ги граделе на највисоките места на градот, за да можат на сигурно да здивнат од големите битки, накуп да ја чуваат целата царска камарила, наоко да го имат и конјушарот и воинот, за да можат од високо да ја гледаат рајата и да ја контролираат. На оваа тврдина последниве неколку години се вршат значајни археолошки ископувања, се реставрираат и реконструираат делови од нејзината целина, се откриваат артефакти од различни временски периоди. Се влегува длабоко во времето, за да можеме ние во нашата имагинација да предпоставиме и радоста од добиените битки и тагата која го обзела царот и неговото царство од тажната вест дека Василий II ја ослепел Самуиловата војска. Поразите и победите одат заедно. Тие треба да бидат содржани во државниот символ со кој се идентификуваме во светот. Охридското езеро е море за Македонија. Тоа е огледало во кое се огледува градот, кој ги диктира начинот и стилот на живење. Тоа е знак што ги дава посоките како градителите да градат, ја разбудува музата како поетите да пеат и со која боја сликарите да го отсликаат својот талент. Може би езерската убавина била причина на неговите брегови да се создадат непорекливи цивилизацијски вредности, а може би тие се причина и повод илјадници туристи од сите страни на светот да се воодушевуваат од тие вредности. Да се искачуваат по стрмните охридски сокаци, да опенаат кон црквите и тврдините со цел што повеќе да зграбат од таа убавина, да го гледаат сегашниот Охрид, а да го претпоставуваат неговото минато. Охрид ги буде сите сетила, затоа стои најизвишено во моите записи, насловени како места што сум ги видел и знакови што нема да ги заборавам. Во дворот на црквата под високите кипариси почива поетот што ја представуваше поезијата на еден народ. Почива Григор Приличев, овенчан со Ловоров венец во Атина, еден исклучителен поетски гений кој имаше една и единствена животна воделка совршенство или смрт. Ако знаевме да градиме митови, требаше од поетското дело на Приличев, од неговиот живот, од неговиот вечен дух да изградиме монумент. И денеска за културата на Полска судиме по Шопен, за културата на Германија по Гете, за културата на Русија по Достоевски. За културата на Македонија треба да се суди по делото на Приличев. За жал не е така и за несреќа нашиот идентитет е на тоа рамниште на кое самите сме го поставиле. Во мојата глава влегуваат илјадници информации со непроценлива духовна вредност. Затоа не смеам да се задржувам премногу за да можам да кажам понешто за сите. До гробот на големиот поет се наоѓа и големото духовно уметничко дело, црквата од 11-тиот век Света Богородица Перивлепос. На зидовите на оваа црква својот сликарски талент го оставиле уште пославните фрескосликари Михаил и Евтихије, со четка раскажувајќи ги маките и подвизите на Христос и неговите следбеници, апостоли, евангелисти, а меѓу нив и многумина од овие краишта. И секогаш кога ќе дојдам во оваа црква ми навираат мисли, како што му навирале солзите по белата брада на последниот македонски архиепископ Арсений пред укинувањето на древната Охридска архиепископија.
Овој настан можеби ќе се случил во големата катедрална црква Света Софија изградена во 11-тиот век крај брегот на Охридското езеро, но таа од 15-тиот век со доаѓањето на османлиите на овие простори била преправена во џамија. Света Софија била патриаршиска црква од времето на Самуил и изградена на темелите на рано христијанска базилика. Во незината диецеза биле територии што се протегале до Дунав, до албанските брегови и на југ до Солунскиот залив. Ово го спомнувам само како историски факт и како поука на сите оние што ја негираат и што ја доведуваат во прашање изворноста на Македонската православна црква. А сега ќе се спуштиме уште подолу во македонската историја во антиката 3 векови пред Христа. Со овој мултимедијален спектакл Македониум Одисеја 2001 беше отворен античкиот театар Лихнидос во Охрид. Од утробата на земјата на виделина излезе ова здание. Изграден 3 века пред Христа за време на подемот на Македонската империја, а затрупан 4 векови по неговата смрт. Се предпоставува дека го разрушиле покрстените христијани кои на колективна крштевка го примиле честниот крст од Еразмо Антиохиски. Тоа го сториле во знак на револт, бидејќи биле користени како плен во гладиаторските борби што се одржувале на неговата арена. На неговиот подиум понекогаш се одржувале циркуски и танчерски игри, кои редовно биле посетувани од високи римски конзули и великодостојници. Почесните седишта во амфитеатрот биле резервирани за почесни семејства од тогашниот Лихнидос со благородничка, војничка и материјална позиција во општеството. Јас седнав на едно од тие седишта, иако го немам тој статус во општеството, само за миг да се почувствувам благородник и барем во имагинацијата да ја предпоставам свеченоста која го исполнувала ова величествено здание. Старото јадро на Охрид имало 2 влеза. Ние влеговме од горна порта, а можеме да излеземе од долна порта од која се зачувани овие тврдини. Ние се уште не излегуваме од допревме само мал дел од големото културно наследство што го крие овој град. Велат каде да копнеш во стариот дел на Охрид, ја ископаш историјата. Ќе го ископаш македонскиот дух што со милениуми се криел во неземината утроба. Пред тебе минуваат многуте цркви и манастири направени како мали минијатурни архитектонски дела, чини се извезани од разновиден камен, минуваат нивните градители и сликари што во нивната внатрешно составиле еден микрокосмос од бои и звуци, минуваат светците, апостолите, учителите, револуционерите. Минуваат сподвижниците на крстот, Свети Никола Болнички, Свети Герекомија, Свети Еразмо, Свети Јован. Минуваат тесните сокаци и широкати чардаци, од каде со поглед се шепотело со езерските води, а со вознес се комуницирало со небото. Денеска по камената калдрма минуваат многу туристи задржувајќи се по музеите и галериите, разгледувајќи ги старите артефакти во Охридскиот лапидариум, барајќи ја камената тајна на Македонија.
Посебна приказна во Охрид се староградските куќи. Куќата на Узунови, на Уранија, на Робевци, на Поп Стефанија на Патчеви. Да ги гледаш и да се чудиш, да ги гледаш и да не веруваш. Како во таа борба за простор се создал овој раскош. Како се изградени овие куќи кога на располагање имаш малку земја, а многу небо. Како е создаден тој сооднос на прозорците и балконите на белата и црната боја. Имаш печатот дека куќите се подкренати напрсти, извишени една на друга, начичкани среде каменести од рид, како да ги правеле закарани браќа, како да сакале секој над секого да се извиши за да ја поседува таа убавина. Најкарактеристична е куќата на браќата Робевци, познати трговци и спомагатели на македонското револуционерно дело, сега претворена во музеј во кого е изложен само мал дел од историјата на Охрид. Во ваквиот дух на градот се отворили многу уметнички галерии, чии собственици, користејќи го својот талент, низ објективот ја увековечуваат реалноста, спецификите на Охрид, ликовите на неговите граѓани, го увековечуваат мигот и се разбира го продаваат. Низ многуте скришни места по камените ѕидови, низ зеленилото, ќе сретнете многу нешта, ќе видите она што дури не сте го сонувале. Така вниманието ни го привлече куќата на Марко Бошнаков, македонски гемиџија затворен во казаматите на Дијарбекир. Неговата пресечена глава во 1909 година во лимена кутија во маслиново масло ја донесол уште попознатиот гемиџија Павел Шатев. Неговата ученост, неговиот револуционерен дух, неговиот интелект нема никош да прошетаат по оваа спомен соба направена во негова чест од неговите потомци. Во неговата куќа е сместена една од најдобрите галерии на Живко Пејовски, голем залюбеник во овој град во неговото минато. Тој ни ги покажа и многуте стари книги што датираат од пред неколку векови, а најдени во библиотеката, во подрумите и на таваните на куќата на Марко Бошнаков. Ни покажа стари икони, предмети, антиквитети од различни временски периоди, тој на показ ни го стави и неговиот талент ликовно да ги раскажува мотивите и настаните во Охрид. Во оваа галерија и во ова ателје тој слика, резба, модулира, чиниш ги оживува предметите. Во оваа галерија многу гости и пријатели ја пробале домашната ракија на домаќинот Живко Пејовски. Со него наздравивме и ние. Со демократизацијата на системот Охрид на светот почна да му нуди не само природа, туку и општество. Беше поттикната приватната иницијатива, почна да се отвораат многу бистроа, кафеанчиња, ресторани, дуќани за сувенири, за различни производи. Почна убавината да излегува на видело, почна да се полни главната улица, што од Цезерскиот брег се протега до стариот Охридски чинар. Во неја се влеваат и многу стрмни казармисани сукачиња, што од ридот се спуштаат по странината да се обновуваат старите занатии, да се отвораат нови. Во овие турбулентни времиња Охрид се уште не го има постигнато својот врв, но природните убавини, културата, духот и реткостите што ги нуди водат во тој правец. Сепак неговите сегашни градители, реконструктори и архитекти треба да го следат традиционалниот градителски дух на градот и да не допуштаат пребрзи и површни решенија какви што се направија во последно време и секогаш да имаат на ум дека овој град е духовната столица на Македонија и дека неговото богатство е ставено под заштита на УНЕСКО. И сега, кога сум кај стариот Охридски чинар, сакам попатно да забележам дека седев во старата Охридска кафеана викана Стар Чинар, кога силен ветер сруши дел од неговото стебло.
Се почувствував како да сруши дел од мене, дел од моето минато. Тоа се случи затоа што тој не беше благовремено заштитен. Ова само попатно и само како полука. Кога чекорам постајата не толку среќно обновена Охридска калдрма, ќе спомнам неколку специфики. Ќе ги спомнам филигранските сребрени изработки на познатиот којунџија Вангел Деребан, ќе го спомнам производството на надалеку познатиот охридски бисер, кој се прави од крстолушките на познатата охридска плашица и потоа како украс го носат познати светски политичари, припадници на кралски семејства, јавни личности. Во оваа пригода ќе го спомнам и седефарството, еден редок и многу специфичен начин на украсување на предмети, на кутии, на ковчези, на обувките, на столиците, креветите, олтарите, на иконите, на лулињата, на ибриците. Седефарството е занает на контрастите, на обликуваниот најчесто дрвен предмет, занает чијата прави ликовна интервенција со претходно искршените парчиња од школка и од полублагородни и благородни камења, кои ги втиснува во дрвото со однапред зацртани имагинативни решенија. Тие биле всушност украсни предмети во кои се чувале уште поскапоцени украси, најчесто во поимотните градски семејства. Секогаш кога се наоѓам во Охрид, напамет ми доаѓа една стара семејна фотографија, на која сум јас и моите родители сликана на градското пристаниште кога сум имал 6-7 години. Се сеќавам дека јас, се разбира како и многу граѓани на оваа земја, доаѓавме во Охрид да видиме големата вода, да го видиме езерото и Охрид и да запаметиме дека тоа е знак на македонското препознавање. Дека Охрид всушност се градил и се развивал благодарение на едно од најстарите езера во светот, благодарение на природните услови што ги нудела оваа котлина. И тогаш и сега долго сум ги загледувал лебедите, и тогаш и сега сум се воодушевувал од нивниот нежен танц со водата. Има впечаток дека и тогаш и сега градот и езерото се во постојан диалог, дека се загледуваат, дека се надополнуваат. Езерото му го плакне ликот, а градот му го чува заветот. Не случајно на неговите брегови македонскиот цар Самуил ја направил царската тврдина, светите Климент и Наум ги подигнале најубавите цркви и манастири и не случајно охриѓани крај ова езеро им подигнале паметник на браќата Кирил и Методи. Овој паметник не подсетува дека Охрид бил центарот на словенската писменост и култура. Понекогаш си мислам дека современите номади, туристите и новиот начин на живење ќе ја помати изворноста на оваа природна реткост, ќе ги избуричка критериумите и мерките за тоа што создала природата, а што расипало општеството. Секогаш сум се прашувал дали по него треба да плуват големи бродови, дали треба силни мотори да ја брануваат езерската тишина, дали неговото дело ќе го искрепи тој страшен товар на новата цивилизација. Таа дилема се наметнува и сама по себе ако се прочитаат само последните информации дека ова езеро со најбогата ендемична флора и фауна постепено умира.
Тогаш ќе ја снема и широката насмевка на рибарот, што од утробата на овие води ја вади охридската пастрамка и овој единствен светски деликатес ќе го снема од гурманските трпези. Охриѓани велат дека езерото е како магнет. Ако сакаш да ја смириш својата лутина, ќе прошеташ по неговите кеови. Ако сакаш да избегаш од дома повторно си крај неговите води. Ако сакаш со некој да се сретнеш или некој да го зборуваш пак таму. Така со векови, така со години, така катаден. На 30 на километри од Охрид, на изворите на Дрим, во чудесното спокојство на природата, како природна целина изникнат е средновековниот манастирски комплекс Свети Наум. Кога го гледам, ова мало градителско ремек дело ми доаѓа на народна изрека која вели сложни браќа, манастир градат. И така било. Од едната страна на езерото е Свети Климент, а од другата Свети Наум. Овој чудотворец, светител и сподвижник, овдека му служел на Бога, овдека ги правил неговите подвизи, од тука ја ширел Божјата милост. Не случајно станал и најомилен светец меѓу жителите на Охрид. Кон него и тогаш и сега луѓето гаеле посебен култ. Подоцна неговите подвизи на манастирскиот малтер ги овековечиле тие што имале дарба и повисок однос кон Господа. Во таа галерија на свети ликови и композиции со својата непроценлива вредност привлекуваат успението на Свети Наум, лекувањето на болните, чудото со мечката, прогонувањето на Наум од богомилите. Големите подвизи на овој чудотворец се одбележуваат на неговиот празник, кога илјадници верници се собираат да ја одбележат светоста на Свети Наум. Ние од небесните слегуваме на земните задоволства. Во овој дребен запис се обидовме да отпретаме само мал дел од оваа огромна светска ризница. Воедно, од крај брежните кајчиња седнав да наздравам, со надеж дека Господ се ќе прави да ја сочува оваа убавина, а човекот нема да му се спротивставува.